Не треба да веруваш на се што ќе прочиташ на интернет. На интернет намерно се објавуваат или се шират лажни информации за луѓето да поверуваат во нешто што не е вистина, или да посетат некоја веб страница, или некои информации може да се вистинити, но не и целосно точни, бидејќи луѓето кои ги напишале, например новинарите или блогерите, не ги провериле сите факти или не ја провериле точно информацијата, ја преувеличили информацијата. Ваквите текстови, фотографии или видеозаписи се нарекуваат лажирани вести. Како лажираните вести станаат толку голем проблем? Лажираните вести целат во тебе да предизвикаат шок и бес, заведнаш да ги споделиш на Facebook, Twitter или некоја друга социјална мрежа, без да се запрашаш дали информацијата е вистинита. Со брзото споделување на лажираната вест, се повеќе луѓе дознаваат, дури и веруваат во неа, без да се помачат да ги проверат фактите или пак да прочитаат некој збор повеќе од насловот. Тоа може да доведе до забуна и паника, наместо да се разговара за вистинските факти. Зошто луѓето пишуваат лажирани вести? Постојат различни причини. Неквалитетно новинарство, пародија, провокација, предрасуди, профит, политичко влијание или пропаганда. Лажните информации може да бидат дел од внимателно обмислени кампањи за дезинформирање, да ги шират групи кои се обидуваат да влијаат врз јавното мислење, несовесно да се споделуваат на социјалните медиуми, но и од новинари. За некои луѓе е и добар бизнис, заработувајќи од рекламите на веб порталите со лажни надписи. 7 видови на погрешно информирање и дезинформирање. Целта на ова видео не е да се покажува со прст кон некого и да се обвинува, но сакаме да нагласиме до кое ниво е проблемот ескалиран во Македонија. Следат 7 примери за погрешно информирање и дезинформирање од медиумите. Сатира, која нема намера да предизвика штета, но има потенцијал за тоа. Во лажното интервју, редакцијата користила сличен формат на објавување информации како некои сатирични веб страници, но при тоа не нагласила доволно јасно дека содржината не кореспондира со реалност. Погрешно користење на информации за да се врамуваат настан или поединци. Новинарот морал да побара став од засегнатата страна, особено кога изнесува сомневања или обвинувања, или кога некој е предмет на напад или критика. Имитирање вистински избори. Интернет порталот направил фотомонтажа од наводната сообраќајка, што го доведува читателот во заблуда и го мами дека има фотографија од настанот. Целокупна фабрикувана содржина за да се измами и наштети. Во текст со наслов ветуваа враќање на младите во државата. Бројот на иселени во најголем раст во 20 години, 20.000 за само 3 месеци. Интернет портал објавил произволни и непотврдени податоци за иселени граѓани без да наведе потекло на информацијата. Лажна поврзаност помеѓу содржината и насловот. Медиумот пренесува искуство од македонец во Банкок, Тајланд, кој тврди дека градот има проблем со проститутки, кои буквално се нафрлаат на улица, или уште полошо, транссексуалци. Но никаде тој не споменува дека токму него лично го нападнале. Споделување вистински содржини со лажни фактички информации. Во текст со наслов "Итно предупредување, не користете ваков парацетамол", интернет порталот без воопшто да ја провери информацијата, преку сензационалистички наслов предизвикал дезинформирање на јавноста и неосновани стравови кај своите читатели. Манипулирање со вистински информации или слики. Новинарот бил должен да ја провери информацијата, од што е можно повеќе извори да обезбеди втора страна, особено кога се користат анонимни извори и не смее да навредува или исмејува. Затоа, следниот пат, кога некоја информација ќе ти звучи премногу добро или премногу лошо за да биде вистинита, провери уште еднаш пред да ја споделиш.